Групата од 9 ученици од основните и средните училишта од општина Кочани кој викендов беа учесници на меѓународниот натпревар од Фрст Лего лигата, кој се одржа во Белград, се вратија со освоено прво место во конкуренција од 19 екипи од Србија. По враќањето од Белград, менаџерот на проектот Гордан Анастасов го искаже задоволството од постигнатиот успех. Значи, презадоволни се враќаме од меѓународниот натпревар во Србија, на кој што најавивме пред да отидеме, учествувавме прв пат тим од Македонија и се случи оно што се случи и го освоивме првото место и директно пласирање на Адрија лигата, позивница. Таму импресиите беа чудесни, прво да кажам дека надпреварувањето беше на многу високо ниво. Комисии кои што беа во оценувачи или судии беа реномирани професори од сите факултети од бившите простори, значи од Словенија, Хрватска. Учеството на меѓународниот натпревар од Фрст Лего лигата го обезбедија членовите на Ротари клубот Кочани Виница. Една од целите на Ротари клуб е баш делување во насока на подобрување на условите на образовните услови на локално ниво и сакам со гордост да кажам дека постигнатиот резултат представува навистина еден голем подем и подлога за поддршка на вакви проекти во иднина, кои што како клуб сме спремни навистина да инвестираме во вакви проекти издржани и горди сме на вакви постигнати резултати. Учениците таму се натпреваруваа во два дела, и тоа презентација на проект за истражување на геотермални води и робот гейм или мисии кои ученици од цел свет ги работат и се натпреваруваат. Учесниците ученици на натпреварот се вратија со позитивни искуства. Ние бевме единствен тим што одлучи да работи на темата геотермални води и затоа предизвикавме воодушевување и восхит кај сите од комисијата. А друг дел од надпреварот беа презентирање на основните вредности, како што се тимската работа, меѓусебната почит, ентузијазмот кон науката и технологијата и слично. И ние за сите три дела бевме номинирани за најдобри, но на крајот го земавме првото место. Робот геймо всушност се состоеше од една маса на која што имаше вкупно 19 мисии и која секоја мисија носи онолку поени колку што е тешка мисијата. И ние интересно беше тоа што од првинта имавме освоено малку поени на робот геймо, но после дури од 15-то место прелипнавме на второ место во робот геймо и тоа многу не усреќи и ни го подигна моралот. Со овој успех екипата од Кочани се обезбеди учество во Адрија лигата, натпревар од повисок ранг, кој ќе се одржи во месец март годинава во Цење, Република Словенија. Сега следува наредното, како што кажав, директна позивица за Адрија лигата. На 10 марти учествуваме таму. Таму ќе бидат само најдобрите од сите лиги, 9 клуба, конкуренција од 9 клуба, ќе се одржи во целе Словенија и од таму првите 3 одат директно на Европско првенство. Фрст Лего лигата е меѓународен натпревар кој што на светско ниво има повеќе од 300.000 клубови и во која на сите ученици во светот правилата се исти. Изработуваат исти мисии, сами си ги конструираат роботите, сами ги програмираат. Оваа година темата е хидродинамика. Со овој успех екипата од Кочани се обезбедија учество во Адрија лигата, натпревар на повисок ранг кој ќе се одржи во месец март годинава во Цење, Република Словенија.